Почитувани, само талибанците во Авганистан и радикалите на ИСИС во Сирија и во Ирак уриваат споменици. Нивната деструкција, невидена за 21. век, ја осути целиот цивилизиран свет. Истото што го правеа талибанците и ИСИС во регионите зафатени од војна, го гледаме денес во Македонија, во срцето на Европа, од страна на СДСМ. СДСМ, кукавички во раните утрински часови, решија да ги задоволуваат својот апетит за деструкција. СДСМ не може да поднесат да гледаат ништо што е изградено, создадено и што представува паметник за македонската историја. Не им дава мир, истовремено и многу ги боли, бидејќи тие самите се неспособни за ништо креативно. СДСМ денес манифестира длабока фрустрација и гнев кон никој друг, освен кон Македонија и кон македонската историја и кон македонската култура. СДСМ работи за рушење на македонскиот национален дух. Имаме историја која се продава, неуставен закон за јазици, преименуван аеродром и автопат, за што нашата татковина Македонија не доби ништо. Споменици на херои кои се рушат. СДСМ во тајност, далеку од очите на јавноста, во текот на ноќта, го сруши споменикот на македонскиот револуционер Андонов Јанев Лазов Ќосето. Надвор од умот и од цивилизираното однесување, надвор од законот, вандалите испратија механизација за да отпочнат со уривање, за да ја покријат својата неспособност и неработењето овие 9 месеци откако се на власт. Споменикот на Андон Јанев Лазов Ќосето, почитувани мој, не е дивоградба, како што тие сакаат да кажат и да се оправдаат. Советот на град Скопје, согласно закон со Бадентерово мнозинство, има донесено одлука за негово поставување. Општина Центар има доделено маркица врз основа на деталниот урбанистички план. Тоа се фактите. А тоа што го направи СДСМ е вандалски чин за кој се одговара. Во Македонија, од илјадници дивоградби, вандалите одлучија да почнат да уриваат споменици кои се поставени согласно закон. За ова, почитувани мои, се одговара морално, а се одговара и правно. За ова ќе има и мора да има кривична одговорност. Шилегов вели дека нема пари за нови проекти, но пари за уривање на споменици има. Власта потроши скоро 1 година во рушење и во расипничко трошење на парите на граѓаните. Истовремено нема направено ниту еден, повторувам, ниту еден, почитувани мои, капитален проект. Од СДСМ скоро година дена гледаме само деструкција. Рушењето на споменикот е резултат на гневот на СДСМ кон генерациите македонци, кои останале доследни на идејата за македонската државност. Почитувани мои, ВМРО ДПМНЕ, откако ќе се врати на власт, ќе ги исправи сите штети кои ги предизвика оваа вандалска власт. Ви благодарам на вниманието.